Почитувани гледачи на Автомагазин, добре дојдовте во нашето ново издание. Додека ја гледате оваа емисија, Женевскиот мотор шоу е пред затварање. Минатата недела ви ги прикажавме најинтересните нови модели, додека денеска ќе ги видите супер и хипер автомобилите, чија цена започнува од 1 милион, а завршува на неверојатни 16,5 милиони евра. Иако важи за скапо возило BMW X5 со почетна цена од 79.000 евра, чини како годишниот трошок на одржување на претходно споменатите автомобили. Тестот на X5 ќе го емитуваме на крајот на емисијата, а сега е време за возилата кои се играчки на најбогатите луѓе на светот. Ферари во Женева секогаш пристигнува со нешто возбудливо. Овој пат тоа беше новиот F8 Tributo кој го сменува 488 GTB. Тој со изгледот го трасира патот на нов дизајнерски јазик на марката, кој во овој случај одава почест на оригиналниот 308 GTB. Централно сместениот 3,9 литарски твин турбомотор располага со 720 коњи, кој до стопка ќе изгалопираат за 2,9 секунди. Максималната брзина му изнесува 340 км на час, а нивото перформанси е подигнато со серија механички зафати, олесната каросерија и подобрена аеродинамичка ефикасност. Првите испораки се предвидени за 9 до 10 месеци. Ексклузивноста не признава никакви граници, дури ни оние што самите ќе си ги поставите. Тоа го потврдува примерот со најновиот модел на Bugatti, направен во само еден примерок по повод 110 годишнината на марката. Со ознака La Voiture Noire или во превод црн автомобил, тоа е модерна интерпретација на Type 57 SC Atlantic, кој основачот на Bugatti го има загубено во Втората светска војна. Механиката е добро позната од Chiron, а каросеријата со уникатен изглед рачна изработена од карбон. Посебно плени задниот дел со LED светлата по цела широчина и 6 издувни цевки. Кулминацијата во целата приказна за него е цената, која првобитно била предвидена да изнесува 11 милиони евра. Но председателот на Bugatti, Штефан Винкелман, откри дека La Voiture Noire е продаден на посебен љубител на марката за дури 16,5 милиони евра. Кој е срекникот што ќе го има, не е познато. Во шведската мануфактура Koenigsegg не размислуваат многу за максималните брзини. Тие за нивните автомобили се нешто сосема нормално, исто како и енормниот број конјски сили. Наследникот на Agera RS, кој под името Jesko беше представен во Женева, ги има 1600 и се добиени од 5-литарски V8 мотор кој како гориво користи етанол. За нивни пренос на подлогата во Koenigsegg развија собствен 9-степен менувач кој овој двосед може да го дотера до 482 км на час. Вратите и поклопците на багажникот и моторот ќе се отвораат со притисок на копче, а дисплејот на инструмент таблата е сместен во столбот на управувачот. Во план е да се направат 125 примероци со цена од околу 3 милиони евра секој. После појавувањето на обновениот Huracan во купе изведба, Lamborghini ја подготви неговата Spider варијанта. Изменетиот браник со спойлерот и отворите за воздух му даваат нешто поагресивен изглед. На задниот дел се забележуваат дотераните светла, новиот дифузер и издувните цевки сместени над него. Визуелните измени ги заокружуваат 20-инчните тркала и бочните отвори за воздух. Атмосферскиот V10 мотор доби мало засилување и сега располага со 640 коњи. Забрзувањето од 0 до 100 км на час трае 3,1 секунда, а до 200 му требаат 3 пати по толку. Во пакетот вреден 200.000 евра се вклучени и активно ослонување, управување на сите 4 тркала и интегриран систем за контрола на динамиката.
Семејството Пих се враќа на автомобилската сцена, овој пат преку Антон, синот на поранешниот шеф на Volkswagen групата Фердинанд Пих. Неговата прва креација со ознака Mark Zero е електрично спортско купе со 2 седишта и елегантен ретро дизајн. Располага со 3 електромотора со вкупно 612 конски сили, а проектирано е во него да може да се вгради и хибриден погон. Перформансите му се повеќе или помалку на ниво на сличните вакви возила, забрзува до 100 на час за 3,2 секунди и има автономија од околу 500 км. Во план е да се направат и модел со 4 седишта и спортско корисно возило. Како име познато само на вистинските љубители на автомобилите, Hispano Suiza се подготвува за враќање во голем стил. Задачата за тоа ќе има електричниот Кармен, развиен од страна на партнерската компанија QEV Technologies од Барселона. Овој ексклузивен автомобил има шасија од јаглено-родни влакна и иновативна внатрешност од композитни материјали која се одликува со луксус. За погон се задолжени 2 електромотора со преку 1000 конски сили, а предвидената автономија треба да надмине 400 км. Во план е производство на серија од само 19 примероци, чија испорака по цена од 1,5 милион евра ќе започне во јуни идната година. Škoda. Simply clever. Имам 36. Не знам кога поминаа годините, ама добро се држам. За 2 часа го имам најважниот состанок во животот. Но прво, да си поиграм. Со новата Suzuki Vitara. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг. Освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision. За 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг.
Метрополис, број 1 радиомрежа. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, безпрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете акцијската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како и одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство. Помалку од година, откако Пининфарина лансираше посебен бренд автомобили под своите ознаки, се појави првиот модел. Станува збор за ултраексклузивен хиперавтомобил кој за разлика од другите вакви изгледа складно елегантен. Внимание привлече и неговиот електропогон со потекло од хрватскиот Римац C2. Ги има истите 1900 конски сили кои ќе го забрзаат до 100 км на час за помалку од 2 секунди. Првите испораки се планирани за идната година, кога Пининфарина ќе одбележи 90 години од постоењето. Затоа и овој модел го носи името на неговиот основач Батиста. Планирано е производство од 150 примероци по цена од 2 милиони евра. Да беше жив, Леонардо да Винчи би бил горд на Итал дизајн и неговото големо купе, која ја имаше премиерата тука во Женева. Со должина од 5 и широчина од дури 2 метри и 12 сантиметри, ова парче автомобилска уметност како магнет ги привлекуваше погледите на посетителите. Големите врати, носот налик на ајкула и брзиот заден дел никого не оставија рамнодушен. Ниту технологиите замислени за него, за кои сепак малку се зборуваше. Повеќе се слушаше прашањето за евентуалното производство кое би било строго лимитирано. Цената пак никој не ја спомена. Кенгур од Италија во Женева може да донесат само вистинските истражувачи на автомобилскиот дизајн, како што се Джорџето и Фабрицио Џуџаро. Нивната студија е вон стандардна мешавина на спортско корисно возило и супер автомобил, чии перформанси ги обезбедува електропогон. Располага со 490 конски сили и солидна автономија од 450 км, а за конструкцијата се употребени алуминиум и агленородни влакна. Сите 4 тркала се задвижувани и управувани, а возачот може да бира 3 позиции на клиренсот меѓу 14 и 26 см. Погледот на назад го обезбедуваат камери место ретровизори, а до двете лесни седишта се стигнува преку вратите со интересен начин на отворење. Неговите творци воопшто не споменаа ништо за неговата иднина. Италијанската компанија Touring Superleggera за годинешното издание на Женевскиот салон подготви интересен автомобил. Се работи за отворена верзија на ексклузивниот Шади Перисија, која освојата промоција имаше минатата година токму тука. Како инспирација за каросеријата изработена рачно од дизајнерите им има послужено Масерати 5000 GT од 1958 година. Внатрешноста е направена во најфини манири, а механиката е позајмена од Масерати Гран Туризмо. Италијанците наведуваат дека за производство на еден примерок од овој кабриолет им се потребни околу 6 месеци.
Точно 12 месеци по представувањето на Lagonda Vision концепт, Астон Мартин го прикажа својот адут за влез во светот на луксузните теренци. Со него марката ќе се вклучи во трката што ја започнаа Rolls-Royce и Bentley, но британците очекуваат да биде подобар од нив бидејќи ќе има електрична погонска група. Дизајнот му е провокативен, а примената на футуристички технологии значајна. Овој маркантен модел на Астон Мартин Lagonda во продажба треба да се најде во 2021 година. Летечки автомобили се уште немаме, ама Goodyear веќе има тркала за нив. Тие на салонот во Женева се пречекани како изненадување и чекор кој може да значи пресвртница во развојот на ваквите возила на иднината. При возење по земја тие имаат улога како класичен пневматик. Газечкиот слој место странични зидови се потпира на еластични елементи изведени како пропелер. При полетување тркалата заротираат за 90 степени, претворајќи го возилото во еден вид голем дрон. Визионерски замислени, тие тркала со помош на оптички сензори ја следат моменталната ситуација и ја контролираат безпрекорноста на сопствената структура за да се обезбеди неопходната сигурност. Во нив е вграден процесор со вештачка интелигенција со кој ќе комуницираат со инфраструктурата и другите возила на земја и во воздух. Иднината е во струјата, но бензинот се уште ги краде емоциите. Најдобар доказ за тоа е титулата Европски автомобил на годината која Jaguar I-Pace ја освои во тесна битка со Alpine A110. Жирито, составено од 60 автомобилски новинари од 23 европски земји, им додели еднаков број поени по 250, но Jaguar имаше 18, а францускиот спортист 16 први места во гласањето и го однесе ласкавото признание. Неговата победа беше загрозена и од Kia Ceed, која освои 247 поени, а ниту Ford Focus со 235 не беше многу далеку. Останатите финалисти Citroen C5 Aircross, Peugeot 508 и Mercedes A-класа останаа на пристојна оддалеченост од битката за европскиот автомобилски трон. Ова е прва титула за Jaguar во 55 годишната историја на изборот за автомобил на годината во Европа и трета што ја освојува електричен модел. Пред него тоа му успеа на Nissan Leaf и Opel Ampera. Пневматиците покрај сопирачките се најважните основни делови за безбедноста во автомобилот. General Tyres се веќе добро етаблиран бренд кај нас, чии главни карактеристики се пристапната цена и добрите карактеристики. Познати како специјалисти за теренски возила, производите на General Tyres се покажуваат како сосема адекватни за патничките возила. Во тоа се уверивме на патеката во Серес. Како застапник на General Tire, Мотоцентарот Скопје ни пружи ретка можност да се запознаеме со најновите пневматици од американскиот производител. Зборното место беше на патеката во Серес, Грција. Таму подготвени не чекаа 3 возила со тркачко педигре на кои беа монтирани најновите Ultimax One пневматици. Наменети се за возачите кои бараат високи перформанси и целосна безбедност, а без притоа да се нарушат комфорот во возењето и економичноста. Како наследници на Ultimax Comfort и Sport на располагање се во 2 изведби. Првата има 3 надложни канали и главно е наменета за помалите автомобили. Втората пак е со 4 бразди и дизајнирана да одговара на возилата со повисоки перформанси. Тоа е овозможено со новите поврзани ременски блокови со дополнителна крутост погодни при секојдневно возење. Големиот број на тракцијски засеци овозможуваат подобрена контрола и сигурност на мокар коловоз и во отежнати услови.
Посебно Altimax One S, кои ефикасно ја изфрлаат водата при големи брзини, обезбедувајќи дополнителна безбедност во секој свиок. Во тоа се уверивме и самите на предизвикувачкиот асфалт на патеката во Серес. Иако не се наменети за трки, безбедноста што ја овозможуваат веднаш се почувствува. Одличното прилепување не тераше да возиме побрзо низ свиоците, отколку што инаку би се осмелиле. Возбудата растеше од круг во круг, чиј број за жал беше лимитиран за сите да може да ги пробаме. Сепак и тоа беше доволно за да се стекнеме со импресии кои на вистински начин ги потврдуваат нивните особини. За целосно кревање на адреналинот, нашите домаќини од Мотоцентар ни овозможија да се запознаеме со перформансите што Continental Sport Contact 6 пневматиците ги овозможуваат на автомобил како што е Porsche 911 GTR. На презентацијата не информираа дека отпорот на тркалење и километражата што може да ја поминат новите пневматици на General Tire се подобрени за 10%. Тоа е постигнато со новиот состав на газечкиот слој збогатен со силициум диоксид. Компјутерски оптимизираниот дизајн на шарата овозможува повеќе километри заради намаленото деформирање што предизвикува абење. Altimax One и One S се достапни во вкупно 49 големини за тркала со диаметар меѓу 15 и 20 инчи. Рангирани се за брзини до 300 км на час, а поголемите димензии се со зајакнати страници наменети за употреба кај спортско корисните возила. Во една за настани од ваков тип нетипична атмосфера, Ford Focus беше крунисан за носител на титулата автомобил на годината во Македонија. Инспирација за лежерниот пристап беше самиот модел кој, обраќајќи се на помладата по старост и во дух публика, ги истакна своите карактеристики за кои жирито му го додели признанието во конкуренција на 5 финалисти пристигнати лани на нашиот пазар. Ford Focus освои 69 бода за 2 повеќе од Citroen C5 Aircross, кој беше прогласен за спортско корисно возило на годината во Македонија. Во чест на основачот на жирито за избор на автомобил на годината и доајен на македонското автомобилско новинарство, жирито го додели признанието Томислав Билјарац на Стерули Бураку, собственик на повеќе импортерства со компаниите Автомобиле СК, Автонома и Автомобили Груп. Оваа награда се доделува за посебни придонеси и резултати во автомобилската бранша кај нас. Срдечно добре дојде во денешниот тест, кога го правиме на вистинско место и во вистинско време за спортско корисно возило. Секој кој имал во план да купи премиум спортско корисно возило, во радарот му дошла BMW X5-ката. Со четвртата генерација е подобрен дизајнот, технологиите, но и ветуваат многу по-добро возење, особено на асфалт. Четвртата генерација на BMW X5 стигна на пазарот пред неполни 4 месеци, а ние сега имаме добра шанса да провериме како се однесува во Алпите, на потегот помеѓу Минхен до Салцбург, односно до Зелбах. Тука не сме дојдени за скијање, туку да ги испробаме можностите на BMW X5. А во внатрешноста на новата генерација на BMW X5 се чувствува дека креаторите сакале да ја направат вистинско премиум возило без никакви компромиси. Направено е многу во интериерот и во графиките на инструмент таблата, па дури и не подсетува дека вистинското премиум чувство може да се види дури и тука на менувачката палка на автоматскиот менувач. Таа е прекриена со пластика, но делува како да е брусен диамант. Во внатрешноста се разликува во однос на претходната генерација, оваа четврта генерација на X5 по просторност. Ке се
осврнам на дизајнот. Пред се, чувството на висока технологија е пред возачот, бидејќи предниот дисплеј исцртува интересна графика не само на брзиномерот и обертомерот, туку и ја исцртува графиката на навигацијата. На централната конзола се гледа дека има еден голем дисплеј и му благодарам на Севишниот затоа што BMW одлучи да не стави уште еден дисплеј како неговите конкуренти за да ги контролира останатите функции на автомобилот. Тие се направени од копчиња, вистински копчиња и можете да го почувствувате допирот на копчето или кога ќе притиснете на него да го почувствувате вистинскиот филинг кој го даваат копчињата. Инаку, BMW X5 кој сега се наоѓам за неговиот управувач го задвижува 3 литрен турбодизел од 265 конски сили. Што се однесува до македонскиот пазар и до македонските потреби, ова е навистина оптимална верзија, бидејќи со погонот на сите тркала има едно специфично удобство. Удобство кое не е типично за BMW, но и не е типично за останатите спортско корисни возила. X5 заедно со својот X-Drive пружа едно релаксирано чувство во внатрешноста, а управливоста е на висина како на автомобил. Па затоа X5 дава на асфалтот едно чувство не само на супериорност, бидејќи е издигнат горе, туку и чувство на безбедност и на удобство. Споменав дека седиме високо, но ова високо седење на тесен простор не пружа добра прегледност, бидејќи се робусни сите елементи на X5. Па затоа во опременоста има камерата која ги дава сите агли на автомобилот, исто така и така функционираат и паркинг сензорите. Ке се вратам уште малку на возните својства, а тие пружаат вистинско задоволство зад управувачот. Дури и 6-цилиндерскиот TDI агрегат нуди извонредна економичност. Борд компјутерот покажува дека при споро возење, рака на срце на овие патишта не можете и не смеете да возите побрзо од 80 км на час, потрошувачката е нешто испод 7 литра, што е за вистинска пофала. Ново утро и нови возбудувања со BMW X5. Како што најавив претходно, денеска се наоѓаме на полигон каде што ќе ги испробаме сите оние системи за стабилизација, но и ќе го испробаме начинот на управување на новата X5. Целата подлога е со снег и мраз, па може лесно да се забележи дека подуправувањето и надуправувањето лесно се доживуваат, особено во свиоците, каде што замрзнатата површина просто ги фрла овие 2,3 тони тешки возила. Но електрониката е тука да ни помогне. А кога ја нема електрониката, тогаш може да се препуштите на вистинска забава, бидејќи во овие контролирани услови може многу лесно да се почувствува забавата на моќта на моторот, управувачот, но и на подпирањето кое е воздушно. Па затоа, зад управувачот на X5 се чувствувам само уверено, задоволно и може да кажам дека секоја секунда проведена во кабината на X5 е забавна и задоволство да се биде во неа.
Возењето по снежна и замрзната површина помина онака како што очекувавме, безбедно и лесно. Но нас ни останува уште еден предизвик, уште едно соочување со терен на кого, верувам, 99% од собствениците на скапи спортско корисни возила никогаш нема да отидат. Тоа е офроуд на кој имаме големи спуштања, но и издигнувања, па така ќе испробаме електрониката која е задолжена за безбедноста на офроудот. За да се вози успешно на терена, неопходно е да се има големо растојание од тлото. Па затоа со помош на воздушната суспензија ја дигнав каросеријата на BMW X5 на највисока можна точка. Исто така во електронскиот присет на автомобилот има повеќе можности за електронски помагала. Јас го употребив трекшн контрола заедно во комбинација со подлога која е полна со камења, како што е сега. Па, во возењето немам никакви предизвици. Електрониката се грижи за вистинската брзина и однесување, како и амортизација, додека моја работа е само со управувачот да го изберам вистинскиот пат и да не претерувам со силата на моторот. Остатокот го прави електрониката. Но оваа електроника во 99% од возачите на спортско корисни возила, посебно на овие од премиум сегментот, е џабе вградена во возилото, бидејќи никој со својот автомобил не би сакал да го помине овој терен што ние сега го поминуваме. Тоа беше се што ви подготвивме од Германија и Австрија од возењето на BMW X5. Со ова го завршуваме денешното издание на Автомагазин. Јас ве поздравувам и ви закажувам следна средба за 7 дена на истата фреквенција и истото време. До гледање.